Ключевите во тебе ли се? Не, ги немам. Како бе ги немаш, нели ти требаше да ги носиш? О, еве ги бе, еве. О, ми извади од памет. Добро е местово. Ко погодено за ново станче, мислам дека го направивме правилниот избор. Цената поволна, станот супер, уште комшилукот да ни се погоди. Ќе ни се погоди, ај, ќе видиш. Ај. Добро утро, комшике Боба. Облакај си за 5 минути у подрум да си се нацртала. Цела зграда ќе се собере. Полека бе, комшија, гледаш сега пањата излегувам, што е фркава? А да влезеше на едно кафе да се напиевме? Обе, како црно кафе! Овде зградниот округ се соочува со деструктивна закана, таа кафе ќе пиела. Деструктивна закана? Па да бе, деструктивна. Ти си овде подпредседателка? Да, сум. Па не ме праши многу, за 5 минута подрум. Во ред бе, комшија. Добро утро, комшија. Како бе, добро утро, 2 сати. Облакај си за 5 минути у подрум да си се нацртал. Цела зграда ќе се собере. Имамо куќен совет. Аман бе, комшија, ние младиве се легнавме, ти успие или сија ме стана. Стори, уопште не легнавме, ама. И плюс планови за на бање живот покосно. Да померете тоа за прик вечер. Абе, како црно бањиче, облакај си одни у подрум да си слегол. Бог да чува. Ајде, комшија. О, комшија, ти ли си бе? Аман бе, комшија. Абе, фрљај тоа телефонот и одма у подрум да си се нацртал. Чекај бе, комшија, стоп. Па што си ваков запотен? Што не влезеш на едно кафе? Еј, баба Рада имам емисија правам да се... Абе, каква црна баба Рада овде зградниот округ. Ало, баба Рада? Комшија. Билките на баба Рада? Па конечно ме добив! У емисија сум, а? Да. Комшија, глазба. Абе, сакав да ме прашам дали ви сакали некогаш да излеземе насамо и да размениме неколку искуства. Комшија. Ало, како? Да оставам пријател си во режија. Ало, баба Рада, слушај ваму. Ај ве молим да не му ометате на комшијата Раде. Ај ќе ви се јави покасно, ајде, чао. Набе, ти земај ова телефонов и да си се занцртал за 5 минути у подрум. Бог да чувај. Ало, исклучи. Едва ја доби. Хитно е, комшивке. А кај гори? Да не умрел некој. Види, да треба да се интервенира. Види, комшија, што и да треба, јас сум ти увек спремна да помогнем. Чекај малце. Сега кажи што е работа. Може ми даш први една чаша вода? Ме мрзи. Сега став кафе да се вари, ај лези на едно кафе. Абе, какво кафе тоа, благо уж повеќе вода ќе ми се пие, дај ми вода. Аман бе, еве сега. Ало, докторе Зоран, ќе може стратоскопот да ми ја донесеш на треспрат за 5 минута? Фала, докторе. Ајде, чао, ајде. Изволите, комшија. Машала!
много жеден си бил, бе. Ай на здравие, заедно, река е. Врати чашава и слушам. Облакай се и за 5 минути у подрум да си се нацртала. Кучен совет имамо. Комшия, па не можем, па види се да дискому рука съм сега серията, че ми после кути ми се заредят на педне, па нема да можем да дойдем. Снеже, абе окапи ги сериете, абе барем еднаш. Абе никаш? Не да викам сигурен су май чао. Комшия! Абе имаш мак с тебе? Да и? Ай па че можеш сакаш на сито да ставиш да се Абе облакай се. Но ја няма нещо што треба. Види го. Карпа, човек, уште и бърза, песлапке немам да скокте, но уште бързал, ја. Серите! Каде е комшијата? Зашто е собирал воопшто скапавме во просторијава? Ние млади ве се легнавме, вие спиење не скорнавте. Тишина, комшията Наден доđe во секој момент. Да, мене ме скорна от серии гледање, мора да е нещо много хитно. Мене още што ме стана спиење, туку и ми ги поремети плановица за набанјиче, тетке баба. Не За ти набанјиче. Тетке Боба! До мене телефонот ми озеде од рака додека зборував со Баба Рада и директно во емисија и рече да не ми ометнува. Дефинитивно е нешто сериозно. Ја добивала Рада у емисија? Па едва и дојде комшијата, најде телефонот ми го исклучи. Гарант е нешто важно. Ама, мене сериите ќе ми поминат, ма каде е тој доци, ма каде е тој... Да, каде е? комшија, Чекам момче. овде 10 минути, имаме и ние своји работи. Прекинite више. Комшијата Наден доđe во секој момент. Сигурна сум дека нешто му искрснало. А како подпредседателка на овој совет, ве замолувам да се стрпите барем уште некоја минута. Да бе, уште некоја минута, колку минути поминаа до сега? Па уште била подпредседателка на кучниот А совет. тебе криво да не ти, а? Не ми е. Ајде бе комшија, скапавме, чекај се. Комшија, што е работава, кажувај више. Комшија, 10 минути скапавме, чекај човек, 10 минути. Тишина бе! Бев до 10 и дозием стратоскопот од кај докторот Зоран, затоа касни ме, ја ќе умрем. Стратоскоп. Комшија, кажувај што ние маката и цела зграда ја скора на музето кутака. Што се случува? Идите понатаму. Слушајте вам. Комшивке, комши. Кучниот совет со ваква закана се нема соочено кузне од кога е. Деструктивно, екзистационална закана у права смисла на зборот. Со ова ни се прекинува природливиот ланец на комшие. Комшија, кажувај Добро бе, кратко кажано имамо нови комшие. Знаем бе и мене не ми е верно, ама са бајлево само што се уселија на трес прат. Комшивке Боба, сакам да направимо список, пишу. Да се дознае име, презиме, вкупен број на уселени членови, каде работат и со што се занимаваат. Име, презиме, вкупен број на членови, каде работат, со што се занимаваат. Понатаму? Да се дознае мажот што сорта е. Што кола вози, колку пара кошу или има каде работа и колку пута годишно ги менјава гумете на колата. Мажот што сорта е, гумите, колата, добро. Дали мажот има афера, дали чита новини или излегува, или пак се мота низ кујне и пружа лишта бетер жена му. Напишав. Следно, да се дознае жената што сорта е. Дали сама готви, дали наручuje, дали сама чисти или зајмува чистачка. Жената што сорта е, дали готви сама, чисти, добро. Пишуј понатаму, колку сата поминуе на шопинг, колку другарки има и кој са, пака са заедно за кого разговараат. Жената што сорта е, другарките, разговорите, добро. И кого највише оговараат. Семејни проблеми дали постојат и ако постојат да се знае типот. Семејни проблеми, ако постојат, да се знае типот, добро. Слушајте свите. Имате фора 5 дена. На работа почнуваме веднаш. Информацијите ми ги носите директно мене и на комшивката Боба. Од исклучителна важност е протекот на сите информации за сите станари во зграда да тече безпрекорно. Така што сме утег за свите. Сега кажите кој која точка сака да ја земе. Повели Снеже.
сега, хай, комшија, станувак сте да се снимам. Доста мори више со тоа Макстеве, Бог да чуе. Добро бе, добро, ја можем да го земем делот со жената кој не и шопинг. Комуникативна сум, така што лесно ќе можем да ги открием тие информации. Земено предзварска бова. Следен. Добро бе, комшија, едва ја дојдов, баба Радо, емисија ти дој телефон ми го искуси. Добро бе и ти, кава е све одлепени, ајде кажуј. Добро, а може ја да дознам информација за мажот, што кола вози, гумете дали ги менјава и плата колку зема. Земено предзварска бова. Ние млади се легнавме, а вие спиење не И скребна. друго нешто освен тоа знаеш да кажеш? Знам, ја ќе земем дело со спиењето. Ќе проверим дали спија заедно, што души има. Ај чао, пријатно ти. Комшике баба, аман во пријатка вручена ми треба, секој мисле. Повели комшике тука. Па јас делот со шпалерацијата можам да го покријам. И бидејќи живеам веднаш под нив, можам да откријам дали готви сама или не. Со тоа што ќе висам на балкони ќе мирисе. Земено. Информацијата ви ги носете директно мене. Од исклучителна важност е пратектот на сите информации за сите станари во зграда Печева. Кому ги носа информацијата? Па директно мене и на комшиската Боба. Боба, ај фокусирај се на семејните проблеми, каде најчесто се студираат за да лесно ги раскарат. Следна точка, план на преслушкување. Објасни им комшивке Боба. Ајде сите вамо. Идемо. Побрзо, малце, немам цела вечер за чекање. Мислиш, некој има? Имаме 3 локации на прислушкување. Една е десно од вратата каде што живее комшивката Снеже, друга е лево од вратата на комшијата Раде. Вие двајца прислушкувате од дупчиња што ги направивме на вратите, а ние останатите ќе се врткаме околу зградата. Што се однесува до денешната агенда? Една тајфа оди од горе, ние со председателот Наден од право и една тајфа од долу. Толку. Комшие, земај тринкете и идеме. Видио Малио спие. Стануј бе! Будала! Све ова комшија ме не виде. Ние млади се легнавме. Знам. Ама се легнавме. Комшија! Комшија, Раде, угаси ова телефонот, че не слушна заради тебе, мртна тебе. Ало, после ќе те барам. Ајде, чао. Уđe. Ние млади се легнавме, вие спиење не скребна. Мири се пише. Че ти офрлим телефонот, анамо. Угасни го. Ало, абе, после ќе те... Чао. Ајде. Све овие, ај. Телефонот. Ајде сега. Без да ги раскарамо не проаѓамо, да знаете. Добро, слушај, ајде. И нешто ми кркори. Сигурно новиот комшија се отпакуе и маста ќе му го извади. Маста? На двајцата. Добре дојде комшија. Добре дојде комшија. Ај
o sreća novo ostaće, ja vidi kako košu mi će ima, Greca imate? Idi, Bog da čuva, Bog da čuva. Оле, къде ки що беше ова гужва пред врата? Нашиот комшилук, берче, ете што беше. Па што правеа пред врата? Немој да ми кажеш кога ја отвори вратата, тука ги затекна. Да не наслушуваа случајно? Сите пред вратата бе верче, сите доеден со ушите на вратата. Цел комшилук, не сме во становни 5 минути, цел комшилук не преслушкува пред вратата. Ау, Ја, 20 душе са гледи, А тој Кенеди што ми го продаде станови, што ми го смести ова, ќе види. Па јас сум крива тебе што те трпам, за тој Кенеди и овој станок што ми го продаде. Ма, Верче... Комшија, приклучуј се! Овие новиве комшија ќе се покоје уште остат, те гордо те сруше. Што? Кој сте? Драга публико, се извинувам ованиот текстус. Дечко, кој си бе ти? Ајде молим излези. Почекајте малку, ништо не знам. Кој ме пушти масове? Немој да ми речеш дека пак Дуле ме пушти. Абе каков Дуле? Ми овде закажемо представа да дамо. Ајде молим излезите да довршимо. Нема вие ништо да продолжите. Друга представа има, се вика театарски џуму. Сај надвор. Драга публико, се извинувам. Дуле! О, Дуле! Ела бе овде некој костимосан со брадани ремети. Боже Господе, прво не типот со предавање, во се ви овде деца на собрани. Кој бе деца собрани? Кому деца ти собрани? Бог да чува. Слушај ме ти маму, јас сум заменик директор на оваа институција и нема да дозволам да ми се обраќа со тој тон. Нема да дозволам да го уништите театарскиот џум. Саѓа Да на го уништимо бе. Абе не. Разбери се со немој човек да се разбере. Господине Костимосан, ние ништо не сме уништили, нити пак ќе уништиме. Ние сме глумци и сакаме да си одиграме нашата представа. Не е точно, театарот тука има ангажирано своји актери. Вие не сте тие. Всушност, вие сте овде никој ништо, обични деца. Дечула. Вајде надвор. Ама, па и ние сакаме да глумиме. Што е тоа, па ни се досади више од турски серии и други глупости. Сакаме нешто да направиме и ние за градов, затоа и сами решихме вечерва си направиме представа. Што има тука лошо, господине? Ај сите од пред вратата. Дечки, ова не е во текстот? Па не. Па не е у текстот. Ама овие овде костимосани со брадава, сака да ни каже, дошол ли наша представа не важи, идите, бегај. Ај бе свите, гледајте работа. О, па ова не е во сцена. Нема сцена. Ајде сега сите надвор, ви собраќам како човек. Друга представа има, се вика театарски џуму. Саѓа надвор. Господине Костимосан, ајде молим, оставете не да си одиграме нашата представа. Гледате, публиката е навистина задоволна. Се смеја, ракоплескаја, не прифатија. Зошто да не ни дозволите да си одиграме нашата представа? Диплома имате? Не, ама... Член сте во некој драмско студио? Не. Ајде надвор сите. Абе надвор сите, ајде! Што бе надвор? Ало, Джоле, слушај, он собери екипата одма у културен гај. Дуле! Овде еден ми изиграва мач. Дуле, брат! Усиго, одма доаѓа. Абе надвор! Абе паркава на видео! Абе надвор! Ајде, надвор сите! Драга публико, на вистина се извини. Замислете, каков баксус, каква случајност мене вече това. 2 пати ми се прекинува представа. Прво на типот со предавање осе и овие деца во собрание. Немојте да се грижите, овој пат јас лично ќе се погрижам да нема никакви прекини. Дуле! Ајде сценографија на место. Сија сценографија да ви се намести, немој да се грижите. Представата ќе започне за кратко. Дами и господи, театарски џумбус, за кој што сте сите дадени вечерва може да започне, ви благодарам.